Тара, добре дојде во уште едно ексклузивно издание за Hype Македонија. За прв пат вака лице во лице со мене. Најпрво сакам да ти честитам за твојата работа и соработката со Hype продукција, што успеа да донесеш овде кај нас во Македонија и што малце ја освежуваш нашата естрада. Добре дојде. Благодарам. Пред све ја би се заблагодарила на мојот директор Саша Мирковиќ што воопшто ми даде прилика. Јас проектот да го водам тука и се надевам дека ќе ги срушиме сите рекорди и дека ќе ги исполниме сите очекувања. Тара, најпрво сакам да започнеме со твојот личен живот. Постојано е под лупа на јавност. Дали некогаш ти се покајала што влезе во светот на шоу-бизот и дали тоа ти донесе добри придобивки? Искрено да бидам, не се кајам, од причина што сега заработувам од тоа и што за 2, 3, 4, 5 години од тука ќе заработувам многу повеќе од тоа. Жал ми е што не сватив на време дека моето место е сигурно позади камера, каде што е целата игра, дека јас не треба да бидам маскота, будала и дека не треба воопшто да комуницирам, а не па да живеам 3 години со таков вид на луѓе, дека кога се адаптираш, да кажеме, на реално шоу и такви работи, автоматски се понашаш као и луѓето таму или така нешто, или извлекуваат од тебе нешто лошо што не би сакала ти да ти го извлечат. Мислам дека ете надвор од сите тие дешавки како почнав, нели, со телевизискиот формат, мислам дека ова многу поише ми одговара и пак ќе кажам, моето место на Hype едноставно мене ми го разубави животот, така да не би го менала шоу-бизот за ништо. Така, беше дел од неколку бурни љубовни врски пред камерите. Дали мислиш дека вистинската љубов може да се роди во реалити или тоа е само за шоу за пред публика? Па, мислам дека правата љубов може да се роди секаде, може да се роди во автобус, на улица, па така и во реалното шоу. Мислам дека само проблемот кај љубовта во реалното шоу е каде што луѓето влагат во врски со луѓе што не им се свиѓаат, што не ги сакаат или што не им одговарат само за некој маркетинг, добра прича или нешто. Ете, имаме пример каде што Ален и Маја Хадровиќ, второ дете добиле, направиле куќа у својот живот, така да постојат исклучоци каде што луѓето стварно си го наоѓаат својот мир после реалното шоу. Често те поврзуваат со скандали. Дали има нешто што досега не си го признала, а време е публиката да го дознае? Па не, јас сите моите признања ги дадов јавно, сите работи што ги правев во животот ги признав јавно. Единственото нешто што не сум го кажала јавно, а тоа е односот со моите родители и мојата фамилија спрема мене во текот на мојот живот. Сите тие работи некако ги средив во изминативе 2-3 години. Пред све морам да кажам дека Саша е еден одличен ментор и дека сите работи што ги доживеав заедно со сите мои колеги на Hype, мислам дека ме направиле многу подобар човек. Така да тоа е единствениот скандал што го немам раскажано, а сигурно ќе дојде време и за тоа. Така се надеваме дека ќе имаме таа ексклузива. Како се справуваш со критиките и осудите на социјалните мрежи? Дали некогаш си се почувствувала како жртва на јавниот живот? Не, ја жртва можам да бидам само лична, своја, доколку себе ќе си направам некоја ситуација во животот каде што ќе падам, ја да патам ради баби, дедовци, тетки, стрини без заби што живеат од пензија од мајка им и татко им, стварно немам намера ниту икада се потресував за такви работи. Единствениот момент каде што јас имам потресано, тоа е кога телевизија ми има организирано медиски линч, кога не играв по нивните правила. И у тој момент си имам осетено угрозено, каде што моето лице можевте да го видите на секој табако, на секој портал, во секое списание. У тој момент бев потресена, меѓутоа тие да кажам слободно, безпосличари што пишуваат коментари по социјални мрежи, што ми имаат време за тоа, си кажуваат каде им е местото, така да јас стварно немам време ни да читам коментари, а не па да се потресувам за нив. Кога сме веќе кај жолтата штампа, која е најголемата лага која што си ја прочитала за себе во медиумите, а сакаш за секогаш да ја демантираш? Дека сум ниско морална, дека сум дека сум продавала и дека сум била лоша спрема моите родители. Тоа се 3-4 лаги кои што ме пратат цел мој живот, дека сум имала многу партнери и такви работи. Меѓутоа јас единственото нешто што го имам правено, тоа живеев луд бурен живот, бев ноќна птица и бев некој што многу искачал, тоа е единствениот мој грех. Ајде, ако може така да го наречеме, јас може тоа да го наречам као нешто што е пропратно во повеќето на животите на младите луѓе. Не кажам дека е добро, далеку било, ама е пропратно и со оглед на тоа не го гледам као грех, го гледам као некоја школа, улично школа што го имам поминато и да не го имав поминато, немаше да бидам таа која што сум сега и немаше да имам
такава искуство и да зборам со Волкава самодоверба. Ајде да се профрлиме малце вака на поженски теми. Многу познати личности ја кријат вистината за естетските корекции. Ти изјави дека си правела некои корекции на тебе и што мислиш за совршените лица и тела? Дали ќе ни откриеш што имаш направено на себе? Секако, јас не се срамам од ништо, јас сум некој што е поборник за тоа да не се прават сериозни естетски корекции. Кога кажам корекции, не мислам на корекции, него мислам на тоа балони место гради, волкави, мајмунски уста и такви работи. Јас сум строг противник на тоа и на руинирање на комплетниот изглед што сте го добиле од Господ. Меѓутоа, за естетска корекција каде што негде не сте задоволни, а тоа е нешто минимално, скроз сум за. Јас имам правено, имав асиметрично лице имав, каде што нели секој човек спие поише на едната страна, каде што само надополнив левата страна од моето лице. Имам надополнето образи, у моментот каде што имам многу слабнато, тоа беше после пороѓај. Уста последен пат имам направено пред 2 години и имам направено ботокс, кој што мислам дека малку попушта и дека би требало да го повторам. Надвор од тоа, не сум поборник тоа за големи гради, големи уста, затегнување, cat eyes, met eyes, тоа не ми се допаѓа, ниту ги поддржувам девојките што си го менјаат личниот опис за да им се свиѓаат на машките, зашто јас стварно не знам на кој друг му се свиѓа тоа, на жените сигурно не. Ако можеш да избереш богатство и мок или вистинска љубов, што би одбрала и зошто? Љубов секад, затоа што има она фраза од љубов не се живи, меѓутоа јас стварно не се согласувам со тоа. Ја мислам дека у моментот каде што би осетила права вистинска љубов која што ја можам да ја дадам на некој, кога би ми се вратило барем 50%, мислам дека целиот свет би можела да го оставам и тоа богатството и моќта сами би дошле, така да љубов бирам пред све. Познато е дека во реалити шоута има многу сценарио. Дали некогаш ти било кажано што да направиш за рейтинг и ако да, може ли да ни откриеш некој пример? Па ја тоа више го имам кажано, целата таа приказна со Ша беше некој интерен договор помеѓу мене и продукција за човекот да се разведе, меѓутоа тоа малце зема мах, да кажем така. Човеков се има многу заљубено во мене, каде што јас само проблем се направив што воопшто прифатив нешто такво. Ја тоа кажав, најголем грех ми е што пристанав на некој да му го пропастам животот под наводници. Меѓутоа изгледа јас сум спасила некоја таму жена, бившата жена на Ша мене ми се има заблагодарено за тоа што го направив преку наш заеднички пријател у тој момент кога искочи во таа сезона. Така да, тоа беше договорот, а надвор од тоа добивав инструкции, у смисла не прави ова, тоа ти е лошо за тебе, ова ти е вака, ова ти е така. Меѓутоа од тоа сезоната број 4 само добивав насоки за да си го пропастам животот и да бидам што полоша, ама да, сценарии се прават. Луѓето општо внатре се бодат по прашањата не се прашања од Facebook. Се може 2-3, меѓутоа другите сами си ги смишљаат за да си водат тек на реалното шоу, затоа може да може зборам 3 дена, така да тука би се зауставила. Дали има нешто во твојот живот што би го направила поинаку ако можеш да го вратиш времето? Не би влегла у втората и третата сезона каде што имам влезено, окей, некоја прва сезона на 19 години, па да се покажеш, да се појавиш. Мислам дека со самото моето влагање пак, дека направив само полоша слика за себе, многу лоши работи искочиле, многу лоши работи имам направено, многу лошо се имам понашено, све најлошо од мене има искочено од другите ТВ сезони, така да мислам дека, тоа би ми била грешката. Сакам малце вака да те чепнам за љубовниот живот, се надевам дека ќе ми откриеш некои детали. Твојата врска со Данило предизвика многу реакции. Што беше пресудно за вашата љубов да опстане и како се справувате со сите шпекулации за вас? Искрено да кажам, што се тиче за целиот однос за Данило, мене ми е само срам што дојдовме до ситуација онаков масакар меѓу себе да имаме во месецот април или мај, која беше многу тежок период за мене, каде што јас имам ослабнато преку 17 кила, каде што станав класичен пропалитет од жена, ајде така да кажам, каде што воопшто не бев добро, не се грижав за себе, не се туширав, не се бањав, плачев секој проклет ден. У тој момент многу ми е срам за цела таа ситуација, искрено многу ми е срам што воопшто јас поклекнав да учествувам у целиот тој хаос. Требаше и Данило ја да бидеме многу позрели од цела таа ситуација, меѓутоа јас тогаш само што се породив, помина 2-3 месеца, 4-5, не знам, 7, лажам, више не знам ни што зборам, малце се потресувам на темава. Мислам дека сето тоа не ни требаше, дека сега имаме например ситуација каде што секој пат кога ќе им поминуваме убав ден или нешто така, не објавуваме слики баш ради тоа од некој останат срам. Со Данило искрена да бидам, немаме скоро стабилен однос моментално, меѓутоа ние не се скаравме
така, ете да кажем на тој начин, па сигурно повеќе од 8-9 месеци. За детето се грижиме заедно. Данило е многу сменет, многу позрел, јас сум многу посмирена. Некако си најдовме баланси он и ја, самите со себе, ајде така да кажам, и некако постои многу поголема разбирање меѓу нас. Да треба уште да се работи на односов, да треба, сега може да ми се љути до задодир, ама Данило да треба да созре уште многу треба. Јас да треба да имам уште многу трпение, за него треба, зашто нели жените се малце така позрели и сето тоа, машките малце покасно, и морам да признам јавно дека јас сум станата малце пензионерка. Јас само работам. Луѓе на живе, ти тоа знаеш, ја не искачам од дома, само работам. Мене ми е до овде дојдено и од нокниот живот и од сето тоа. Може да и грешката и во мене. Некако не можеме да го најдеме балансот за тоа. Јас сум многу љубоморна, посесивна, он е многу сличен, така да мислам дека размирици се вика? Размириците или несугласици што ги имаме у изминатиот период, мислам дека може да се решат, ама со некоја заедничка снага во сето ова и заедничка љубов. Данило е машко, знаете дека машките малце се такви, не ќе да зборат за чувства и такви работи, мене тоа ме повредува. Општо си имаме таки да кажеме, сега моментално имаме класични проблеми. Не си ми кажал дека ме сакаш, не си ми купил цвеќиња 3 дена, како си смеел, срам да ти е. Така да моментално имаме такви проблеми и сакам така да остане. Тоа се некои пропратни и нормални проблеми на секоја врска, внимание и такви работи. Се надам дека овој пат стварно ќе успее. Имавме од тогаш 2 прекида, од по 20 на дена, месец дена, каде што уште постојат некои работи, јас сега сум откривање што било тогаш, дали било. Чекам да се слегнат уште некои работи, искрено јас би сакала на Данило и да му станам и жена и да му родам и второ дете, така да некако тоа е моја желба, не би сакала да менјам дечко, нити маш во мојот живот. Мислам дека човекот со кој што го направив првото дете и детето за кое што иначе никад не знаев дека ќе можам да го имам. Кара, можам да забележам солзи во твоите очи и секогаш си осетлива на овие теми. Би сакала вака да остане и стварно да се потрудиме да се сочуваме љубовта и ради нашиот златен син, и зашто стварно целиот свет сам ни се даде вака на рака и само треба да го искористиме тоа и да бидеме доволно паметни. Ке помине 10 минути. Лабава сум скроз. Се зборуваше за свадба, но тоа не се случи. Дали бракот ти е важен или за тебе љубовта е посилна од еден потпис на хартија? Јас искрено многу сум љута на Данило за целава ситуација каде што јас уште не сум носела голема венчаница и сето тоа, ама фала му што ми даде на време да си направам нови заби, нова косата ставам, да се средам, да се здебела малце, се породи. Ми замислиме стварно да отидов комечка Божана од 9 месец да играм јас оро. Така да подобро е вака, се надевам дека стварно ќе застанеме на луди камен, ја чекам човеков да му текне дека има жена дома, не више, мислам кога си во мрачна заедница, ти тоа така си го сваќаш, ние си се викаме маж жена. Дали ќе дојде до тој момент, јас стварно се надевам дека мене најбаво нешто што као цел живот го сонувам, тоа е да се земам со човекот што го сакам и тоа е тоа. И да играме на свадба, ајде. Стана мајка на многу млада возраст. Како мајчинството те промени и што е најголемиот предизвик што го донесе тоа со себе? Мене мајчинството сосема ме смени од моментот јас кога останав трудна, мозокот сам почна нешто да ми се чисти, да ми се менја. Баш ка зборевме со Данило на цела таа тема, цела наша врска, он ми збореше иста си. Ја викам чекај, еве ќе видиш дека не е така. И стварно дојде време каде што јас, не знам, прекинав да пцујам. Некоја ќе се опцујам јас по навика за нешто, не знам, кога не ми работи компјутерот или ти не ми враќаш на пораки за работа. Ама надвор од тоа се нормални. Можам да кажам така дека има многу посмирена енергија, детето толку ти ги кине живците дека сами се стварат нови и автоматски стануваш све може, да. Така да моментално неки е кај баба му и дедо му, си направивме некој шаблон така на тие посети. Моментално одмарам. Ники се враќа наскоро тука, така да, искрено уживам во мајчинството, многу ми се сменија ставовите општо за животот. Мајчинството ме направи многу поблага и понежна личност од која што може да се представував порано, така да му благодарам на Ники што сум ваква сега. Прекрасен е Ники, имаме ние таа привилегија да го запознаеме. Што ти паѓа најтешко, а што најубаво во односот нели со мајчинството? Најтешко, ајде ќе го кажам тоа, будењето. Не е као дека е рано сабајле, него самиот момент каде што некој ќе те разбуди. Јас општо сум некој што станува рано, ама тој момент каде што треба да станам и не можам сега да станам и да седам да пијам кафе и као ајде да
профункционирам, туку морам одма јадење, пиење, каша, маша. Тој момент малце ми е паничен од Сабајле, не можам да кажам дека ми е тешко, панично ми е само. А најлесно све друго, све друго. Моментот каде што го имате мала копија на тебе и на некој што го сакаш најмногу на цел свет, да ти шете по дома, да ти кажа мама, тата, баба, деда, сега почна, иначе, година и пол има, он више ги знае броевите, ги пишува, ги заокружува. Така да, стварно уживаме со Данило во секој момент на неговото растење и така, нема побава чувство да си мајка. Ти си жена која е многу директна, искрена и речита. Што е тоа што сакаш да го научиш за во иднина? Најдобра лекција што сакаш да му ја дадеш во текот на животот? Да не верувате на никој, на самиот себе. Јас самата себе не си верувам. Така да, тоа е прво и основно. Не верувај на никој, не ги поверувај тајните на никој и секој ќе да секој. Гледај си го својот дом, својот партнер, другари, другарки не постојат, фамилија може, а и не мора да постои, дека секој човек од момент кога ќе си направи нова фамилија, дали маж или жена со некој друг, тоа треба да го гледаш во својот живот, да си го одржаваш, да си го чуваш. Јас сум така малце потрадиционална за тие работи, така да тоа е најважното. Сите работи што се дома, да не искачат од дома и да немаш блиски луѓе, другари, другарки, никаква близина со некој. Можеш негде на 50%, поише од тоа не. Многу се изгорев од луѓе, многу се изгорев од работодавци, многу се изгорев од све. Така да искрено моментално имам една другарка, да кажем една другарка надвор од мојот тим на Хајп, кој што стварно ве сметам за пријатели и стварно ви верувам со цело моје срце, нема да сте ме нешто да сте ме зезнале, тоа ќе ми биде последно што може да го значи ви дадов, јас сега ги советувам другите да не веруваат, ја вас ви верувам. Така да мојот последен нож во срце можете да бидете вие, на друг не му дадов шанса. И тоа е тоа. Не верувајте на никој, не примајте никој дома, не ги кажувајте тајните, никој не ве сака, сите го сакаат тоа вие што сте и тоа е тоа. Често си во друштво на познати личности од Македонија. Дали имаш некој од македонската естрада со кој би сакала да соработуваш или можеби имаш некој со кого имаш конфликт? За конфликти моментално стварно немам никаков. Недоразбирачка имав со една инфлуенсерка, меѓутоа не би ја спомнувала зашто е скроз небитна. Не знам ни зашто ја нареков инфлуенсерка, рендом лик со 5000 фоловери на Инстаграм. Надвор од тоа за соработка, не знам на каква соработка мислиш. Музичка? Музичка за естрадата, вака, работно. Со кој би сакала да снимам песна од Македонија? Па јас сега не би кажала, јас сум например поише рапер или така нешто, за моите вокалните способности, моите јавните настапи говорат сами дека баш и не ми оди. Јас слух имам, талент имам, ама не знам да го користам, нели не сум пеач. За соработка, па не знам кој би избрала. Антонија Гиговска ми е некој кој што ми е стварно непревазиđен во Македонија и за вокал и за све. Моментално дефинитивно златна кока на оваа држава. Со Антонија би сакала све да правам, ама не сме ние во ист жанр, не би можела јас Гучи, ташна, а она да иде позади со не. Ама кога би нешто можело да се направи, дефинитивно Антонија Гиговска. Какви односи се со Стефан Лазаров? Со Стефан Лазаров сме супер, Стефан Лазаров ми е колега многу време, со Стефан се знаеме многу време и се дружевме и пред он да биде толку познат и пред јас да бидам тоа што сум сега. За Лазаров имам најубаво можно мислење и за него и за жена му, така да тоа е било тоа. Дали македонската сцена ти е подеднакво интересна како српската? Кои македонски јавни личности според тебе знаат да направат добро шоу? Македонската естрада е преинтересна, меѓутоа не можеш да ги извлечеш да почнат да зборат за тоа интересното. Тоа е мојата мисија сега и се надевам дека со сето ова што го правиме тука, дека стварно ќе пропрцне малце таа естрада и дека нешто ќе почне да се дешава. Надвор од тоа кој ми е најинтересен ме праша? Па моментално единствен некој што ги прави хаосите е Лазаров. Лазаров кај него стално има некоја драма, кај него стално нешто се дешава, си правиш рефреш да видиш дали се скарал со некој. Он е реално најинтересен општо вака и за млади и најгледан. И моментално стварно единствен човек од држава што дава некој контент, не можам да заборавам ни Снеже Велков, ни Маја Поцевска, стварно има луѓе што се трудат, меѓутоа кај нив само хаосите се. Што мисли за драмата што се случи помеѓу Лазаров и Бојан Тренајски? Скоро сум на страната на Лазаров, знам дека Лазаров е чист, поштен и часен дечко. За дотичниот не би му го спомнувала на името, тоа би било тоа. Многумина се сомневаа во тебе. Дали кругот на пријатели ти се стесни и дали сега ти се јавуваат истите тие пријатели кои сметаат дека нема да успееш? Јас успеав у момент пред 3-4 години каде што се тргнав од злото, а тоа е телевизија.
За успехот сега, ако збориме, да, мене не само пријатели, него чак и чланови на фамилија со кои што не правам муабет од многу логични причини, биле у првите редови која Тара била сватена на друг начин, на поразличен од како бев сватена у реалното шоу, меѓутоа јас никад посладко ги лупав вратите вака пред фаца, као што они мене ми ги лупале на 5 години, на 10 години, на 15 години, 20. Така да многу ми е мило за местото кај што сум, а за тоа дека кругот ми е помал, тоа ако кажав во моментот каде што ги посоветував гледачите да не веруваат на други. Како некој кој е дојден во Македонија со голема одговорност кон работата пред се, па потоа и во мајчинска улога нормално, кој е рецептот за успех на Тара Симов? Да не спиете и прво тоа, сон е луксуз. Ќе спиете кога ќе умрете, луѓе. Ве молам, работете 24 сата и тоа е све. Мораш да си амбициозен. За да бидеш амбициозен, мораш да имаш цилј. За да имаш цилј, мораш да седнеш да размислиш, да видиш што сакаш во својот живот. У моментот ти кога ќе си го поставиш цилјот, амбицијата сама доаѓа, а парите со амбицијата и све потоа си оди само. Мора рецептот да пресечеш дека не си више дете и дека искачање, алкохол, блуд, неморали, сите тие работи се забава за сиромашните. У моментот кога ќе сватиш ти, било кој го гледа ова, дека животот не е тоа, дека животот е нешто сосема друго, ќе сватите како се станува успешен. Опиши се себе си со 3 збора. Наивна, емотивна, тврдоглава. Тара, за крај на нашиот разговор би сакала да те прашам за најголемиот музички формат Хајп звезда кој се спрема во Србија. Кажи ми нешто повеќе за овој голем проект. Дали си возбудена можеби и што може да очекуваме? Знаеме дека ќе има овде кај нас во Македонија аудиции. Моментално сме во организација за аудициите кои што ќе бидат во Скопје од 1 март. Надвор од тоа јавно достапни информации имате дека во жирито ќе се најдат Мира Шкорич, Аца Лукас и Мирослав Илич, нашите 3 најголеми балкански звезди под војство на Саша Мирковиќ и плюс уште 20 кои што не кеме да ви ги откриеме. За пријави имате во линкот на нашиот Инстаграм профил. Што се тиче за целиот проект, самиот проект, директорот Саша више кажал дека тоа ќе биде нешто сосема поразлично. Наградата од 150.000 евра, мислам дека ги надмаши сите очекувања од самите гледачи и пеачите кои што ќе се пријават, така да ви посакувам среќа и тоа е тоа. Тара, ти благодарам на овој искрен разговор. Ти посакувам многу успех во Хајп телевизијата нормално во Македонија. Само напред, за нереално време постигнавме големи резултати. Благодарение на тебе, нормално и на нашиот тим. Сакам да ти се заблагодарам од име на тимот и од моје име за шансата што ни ја пружи и те очекуваме со нови шокантни изјави. Нема на што, секад за квалитетни луѓе има место под звездите на шоу бизнисот. Ве поздравувам гледачи и уживајте во брза вожња која што ви ја спремивме за нареднава година. Јас сум Тара Симов, а вие гледате Хајп МК.